Ценовните турбуленции на пазарот, особено на нафтата и вештачките ѓубрива, ги доведоа во ситуација на очај земјоделците кои веќе ја започнаа сеидбата на оризовата култура во регионот. Соочени со скапата сеидба и недостиг на средства поради ефтиниот откуп, поедини земјоделци по селата кои чуваат добиток, наместо да ја обработуваат земјата со трактори, им се вратија на запрегите од коњи, волови и маски. Според логиката, ако нема заработка, барем да фрлат што помалку пари за да го намалат минусот. Оризопроизводителите се убедени дека растот на цените на горивата, ѓубривата и пестицидите дури за 30% може да го намали производството на ориз во Кочанско, бидејќи најмалку 1/3 од оризџиите не се мокни да ги издржат финансиските издатоци во екот на сеидбата и заштитата од плевели. Од заорувањето на нивите до жетвата треба да се потрошат еден куп пари, па потоа ако годината е поволна, да се собере родот и да се понуди на пазарот, со надеж дека откупните цени ќе донесат каков таков профит. Целокупната ситуација додатно ја комплицираат растечките цени како и недостигот од ѓубрива, а една од причините е воената ситуација во Украина и ембаргата против Русија, како еден од најголемите производители на клучните состојки во вештачките ѓубрива, чиј извоз практично е блокиран.